Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, 3 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку владата што ја предводи покажува што значи вистинска грижа за земјоделците. Со одговорни и честни политики го вративме достоинството на нашиот земјоделец. Го цениме и вреднуваме неговиот труд. За само 3 години финансиската поддршка во земјоделството стигна до рекорден износ од 430 милиони евра и стига до вистинските индивидуални земјоделци. Субвенциите ги зголемивме и нивната исплата денес е неселективна, а редовна и што е најважно навремена. Земјоделците парите ги добиваат тогаш кога им се најпотребни. За производството на тутун, по која е позната општина Кривогаштани, но и целиот Прилепски регион, обезбедивме зголемување на субвенциите и тоа 80 денари за прва класа, 70 денари за втора класа и 60 денари за трета, четврта и дополнителните класи. Тоа значи повеќе пари кај земјоделците кои одгледуваат оваа култура, но и мотив да одгледуваат поквалитетни класи на тутун. Оваа година земјоделците вкупно кои што произведуваат тутун инкасираа во своите семејни буџети повеќе од 125 милиони евра. Заложбата на СДСМ во следните 4 години е јасна. Поддршката кон тутунопроизводителите, но и кон сите земјоделци, градинари и сточари ќе продолжи да расте уште повеќе. Обезбедуваме годишна финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој од 200 милиони евра. Воведуваме целосно субвенционирање на зелената нафта за нашите земјоделци. За да обезбедиме сигурен пласман, градиме 3 огромни нови откупно-дистрибутивни центри по државата. Поддршката кон младите земјоделци, кон жените земјоделки продолжува уште повеќе и уште подобро. Обезбедуваме и субвенционирање на платите од 3000 денари на ново вработените работници во земјоделското стопанство помлади од 25 години. Важно ни е земјоделството, важни ни се земјоделците, затоа грижата за нив во следните 4 години продолжува уште повеќе. Убедени сме дека земјоделците гледаат кој навистина се грижи за нив, а кој 11 години како власт и 3 години како опозиција ги манипулира и го погазува нивниот труд. Затоа, на 15 јули, земјоделците ќе изберат повисоки субвенции, сигурен пласман и повеќе пари во своите буџети и нема да дозволат повторно ВМРО ДПМН да гази врз нивниот труд. Благодарам.